Побарувањата од работниците и од граѓаните, обраќањата до нас беа огромни. Голем број на луѓе се јавуваа, па дури кога се работеше и за поединечните јавувања, сите тие бараа совет и правно мислење за цела компанија. Луѓето беа заинтересирани, имаа проблем да се стекнат со сознанија кои закони се во сила, кои се стопирани, како се применуваат уредбите со законска сила, како треба да се спроведуваат и кои се условите на спроведување на мерките кои што владата ги презема во поглед на платените отсуства на одделни категории на граѓани и работници заради заштита од заразната болест. Не може да ти се јави работодавачот и ти каже од утре не си на работа. Ако во договорот за вработување, а мора да стои, согласно закон, во договорот за вработување мора да стои отказниот рок. Минималните отказни рокови се 1 месец, а најмногу 3 месеци и сето тоа треба да биде, отказниот рок треба да биде содржен во договорот за вработување. Во ниеден закон не е пропишано дека работодавачот може да ве натера како работник да подпишете бел лист. Напротив, секогаш кога подпишуваме одреден документ, пред да го подпишеме, треба да го прочитаме. Дали се работи за договор за вработување, дали се работи за спогодба, за решение за годишен одмор, кога подпишуваме, да ставаме подпис на празен лист, ние автоматски се согласуваме дека тој празен лист со нашиот подпис му даваме мандат на работодавачот да го искористи, а често и да го злоупотреби. При спроведувањето на правосилните пресуди наидуваат на отпор кај работодавачите, не секаде, во поедини ситуации. Во тој случај велат дека кога еднаш веќе водат судска постапки и ако се вратени на работа по правосилна пресуда за незаконит отказ или пак добиле пресуда за помалку исплатена или неисплатена плата, ќе се реализира пресудата кај работодавачот, но работниците укажуваат дека односот на работодавачот во најголем број случаи повторно е дискриминаторски однос кон нив и дека повторно имаат проблем во смисло на повторно прекршување на работничките права. Сето тоа ги дестимулира и другите работници. Ваквото однесување на одредени работодавачи потоа ги обесхрабрува другите работници правдата да ја бараат пред суд.